Во изминатите 15 години, космонаутиката се карактеризираше со напори да се осознае месечината, човек и автоматски леталки да се најдат на ова небеско тело, потоа автоматски леталки да се најдат на планетите од Сончевото семејство, Венера, Марс и една таква леталка да се упати кон гигантската планета Јупитер. Меѓутоа, космонаутиката навлегува во нова фаза од својот развиток. Сега, таа треба со помош на небески лаборатории, од космичка височина да се истражува нашата собствена планета Земјата. Деновиве во Москва имав можност да се запознаам со големите постигања во космонаутиката. Меѓутоа, што ветува космонаутиката во иднина? На таа тема говорам со космонаутот Севастијанов. Тој е оној познат космонаут кој леташе во Сојуз 9, тоа е она рекордно долго летање на орбита околу нашата Земја. Тој се занимава и со научни проблеми во областа на космонаутиката. Товариш Севастијанов, что ви думаете о космонавтике и будеще? Пожалуйста. Ну, я должен сказать, что вопрос, вообще говоря, довольно обширный. И тем не менее можно, наверное, не ошибиться и определить основные направления развития космонавтики. Прежде всего, несомненно, выход человека в космос – это не временное какое-то явление. Это не конъюнктурное какое-то явление. Это естественное развитие человеческого общества и человеческой цивилизации. И выход человека в космос, первый полет Юрия Алексеевича Гагарина, это естественное развитие научно-технического и научно-технический прогресс. И вот после первоначального этапа, чисто исследовательского, мы вступили сейчас в этап, который можно охарактеризовать как этап освоения околоземного космоса. Этот этап характерен тем, что мы выполняем не только исследовательские программы, но и работы прикладного характера. Работы в интересах различных отраслей хозяйства и хозяйствования человека на Земле. Это работы по исследованию природных ресурсов Земли, работы по исследованию природной среды Земли. Вот эти работы, несомненно, имеют широкую перспективу. Дело в том, что человек уже в планетарном масштабе вмешивается в природу Земли, и он должен сохранить природу Земли. И вот контроль природной среды в планетарном масштабе, исследование природных ресурсов – это главная задача ближайших лет развития космонавтики. Принести экономическую отдачу от полетов – вот главная задача. Несомненно, будет также развиваться и исследовательская часть космической программы. Это и исследование Земли, и исследование околоземного космоса, и исследование планет. Я думаю, что это мое мнение, что вот эту исследовательскую программу, связанную с планетами, в ближайшие годы решать будут в основном автоматические космические аппараты. Это относится и к Луне, относится и к Венере, к Марсу. Суть-то в том, что мы накопили большую статистику познания Земли, атмосферы Земли, околоземного космического пространства. И я думаю, что нас ожидают крупные научные открытия в этом плане. Ну и я должен сказать, что, конечно, мы имеем широкую перспективу в дальнейшем. Это связано уже с большим промежутком времени. Это использование энергетики, создание мощных каких-то генераторов для использования энергетики Солнца с большим коэффициентом в космосе, несомненно. С большим коэффициентом, чем мы сейчас используем солнечную энергию. Раз. И второе, это в какой-то мере вынос производства в космос. Каких-то экспериментальных сначала установок, а в том будущем каких-то и таких мощных, вероятно, промышленных даже установок. Этим я хотел бы подчеркнуть, что, несомненно, мы осваиваем околоземной космос, несомненно, будет дальнейший прогресс космонавтики, и, несомненно, космические исследования принесут благо человеку Земли. Принесут благо и с точки зрения контроля природной среды, а эта проблема ведь широко сейчас
волнует всех людей и все страны. И принесет в космос экономические блага по исследованию природных ресурсов Земли. Мы дадим уникальную информацию биологам, географам. Мы имеем широкие возможности и широкие перспективы по исследованию поверхности Мирового океана. И не только поверхности, но и глубин его. Ведь Мировой океан в наше время пока еще, к сожалению, мало исследован. Мы должны решить эту задачу тоже. И космические средства здесь имеют широкие возможности. Вот решить экономические такие задачи, принести благо человеку Земли, это главная задача развития космонавтики, по крайней мере, нашей советской космонавтики. Космонаутот спомна дека во иднина во космосот ќе се градат електрични централи. Еве една таква варијанта, таа веројатно ќе дава повеќе киловати од сегашните хидро и термоелектрани на нашата планета. Меѓутоа рече дека во иднина космонаутиката од вселенска височина ќе испитува природни ресурси на нашата планета. Поради тоа го замоливме докторот по геологија Томислав Иванов од Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје да ни појасни како може од космичка височина да се испитуваат природни ресурси на Земјата. Докторе, повелете. После Втората светска војна се монтирани машини и апарати кои ги откриваат рудните наоѓалишта, да речеме магнетометри, магнетни ваги во авиони, така да имате можност да големи површини ги прегледате и да констатирате дали постојат аномални зони во кои имаме концентрација на рудни богатства. Со појавата на сателитите, јас мислам се развија и третиот етап во истражувањата на минералните богатства. Имено сателитите овозможуваат да од уште поголема висина, она што сега ние го викаме remote sensing, осетување од далечина, тоа е еден нов термин во космичката геологија, како да кажам, осеќање од далечина каде треба да се бараат природните ресурси. И това природните ресурси било да се работи за магнетни некои руди, било да се работи за нафта, било да се работи за истражување на природни ресурси од не директен, него индиректен аспект. Имено во последно време со сателитите се има внесено нова светлина во градбата на земјината кора. Избиваат веќе во геологијата сосем нови и би рекол можда и револуционарни идеи за тектониката, за магматизмот, а ние знаеме дека со тектониката и со магматизмот се поврзани и рудните наоѓалишта. Така, например, сега во тектониката имаме нова идеја за така наречена плейт тектоника, тектоника на плочи. Се работи дека земјината површина е раздробена на плочи кои не се стабилни, а кои се движат, така да на едно место тие се расшируваат, а на друго место се забиваат во земјината внатрешност, како што е покажано на сликава, се забиваат во земјината внатрешност, одат во подлабоките делови на земјината кора и таму веќе настанува претопување на тие делови од земјината кора, се ствараат нови магматски центри кои емитуваат магматизам кон површина на зоните кои се раздробени, емитуваат заедно со нив и рудни минерали, така се ствараат полно хидротермални минерали, други есхалациони минерали, рециме во подводна средина. Имаме, рециме, во последно време откриени баш во Црвено море
бидејќи африканскиот континент од арапскиот се размакнува и се формира Црвено море. На дното на Црвено море има откриено огромни наоѓалишта на оловни, цинкани и бакарни руди. Преку сателитот можеме да го следиме имено секоја година дури и размакнувањето на тие поедини плочи од кои е изградена земјината кора. Таму кај што плочата се забива, таа се забива под различни агли во земјината внатрешност и тие зони се викаат Бениов зони. Тука обично се лоцирани и земјотресите, бидејќи со триењето имаме арчење на енергија која се изразува како со тие лонгитудинални и трансверзални таласи во вид на земјотреси. Една таква Бениов зона предпоставуваме дека поминува и низ нашата Македонија. Речиме, околу долината на реката Вардар имаме една голема тектонска зона и сега према новата концепција делот кој речиме оди од Пелагонскиот масив се забива под така наречениот српско-македонски масив, кај што имаме една друга плоча и од оној дел доле кој се растопува се создава вулканизам, земјотреси се создаваат исто така тука на таа површина и рудни наоѓалишта. Рудните наоѓалишта обично се лоцирани и магматизмот се лоцирани над таа плоча која завлегува во земјината внатрешност. Ова што вие сега го кажавте, дали значи дека во иднина со помош на космичката геологија, науката ќе успева од височини да дава индикации за појава на нафта, за резерви на јаглен, манган и други природни ресурси на нашата планета? Секако, видете, јер речиме од аспект на космичка геологија, ова јас што зборував досега е повише за една глобална тектоника, за едно чисто стратегиски приод кон истражувањето на рудните наоѓалишта. Меѓутоа, вие знаете дека од сателитите може да се добијат врло детални снимци од површината, врло големи детали. Можат да се добијат детални снимци на геолошките стени, на геолошката карта која се изработува, така да можете да добиете структури во кои се формира нафта, басени во кои се очекува нафта, басени во кои очекуваме јаглени наоѓалишта. Можеме тектонски структури во кои очекуваме, например, наоѓалишта на бакар, наоѓалишта на олово и цинк. Исто така, со инфраред снимање, инфрацрвено снимање, можат да се откриваат термални извори, тектонски линии на кои лежат тие термални линии, понатаму зони со повишен термален флукс, со повишена термална проводливост од земнината внатрешност, така да тука можат, например, да се користат такви зони за геотермичка енергија. Има примери, рециме, во Африка, во Етиопија, кај што тие веќе се назначени баш преку такви сателитски снимци, тие зони. Понатаму, сосем детална геолошка карта со далеку помал труд може да се добие преку тие сателитски снимања. Било да се работи за снимци во боја, било да се работи за инфраред снимци или црно-бела техника. Така да, мислам, уопште таа небеска лабораторија, понатаму овие сателитите кои
ќе бидат ставени во служба на геологијата, сигурно далеку ќе ни ја олеснат работата, а исто ќе ја направат далеку поефикасна. Благодарам. Ете, тоа беше искажувањето на докторот по геологија Томислав Иванов, кој говори дека со помош на космичката геологија науката ќе успева да открива природни ресурси. Меѓутоа, небеските лаборатории се ставаат и во врска со развојот на метеорологијата. Се укажува дека ќе може да се предвестува појава на урагани, да се даваат краткорочни и долготрајни прогнози на времето. Небеските лаборатории ќе бидат хемиски лаборатории. Во нив, во космичкиот вакуум, ќе се добиваат нови кристализации, нови процеси што ќе ја унапредуваат техниката, металургијата и низа други технички дисциплини. Да го кажеме и тоа дека небеските лаборатории ќе бидат користени и за развојот на астрономијата. Меѓутоа, она што ја карактеризира космонаутиката во наредниот период, тоа ќе биде од космичка височина да се истражува нашата сопствена планета Земјата. Космонаутот Севастијанов спомна мошна една интересна можност од новите орбитални лаборатории. Рече дека од вселенска височина ќе се откриваат риби во морињата и океаните. Поради тоа го замоливме професорот Апостолски да не запознае како во минатото се откривале риби во морињата и океаните и каква можност за тоа нудат орбиталните лаборатории и сателитите. Повелете. За да може тие да се подобро согледат, значи тие такви јата, е било нужно да се од што поголеми височини иде, за да се може што по прав агал врши осматрањето, за да може повеќе во длабочините да се продре и да се погледат тие јата. А тие иначе како јата кои што по некој пат се и по неколку километра големи, прават одредени сенки, затемнувања водата и се разликуваат, значи на водната површина одзгоре кога се посматра, се разликуваат темните и светлите, значи површини кои што истовремено покажуваат дека тие темни површини представуваат некакво предмет во водата. Со движењето на тие темни сенки во водата се установува дека тоа не се некои карпи или некои тврди предмети, него тоа се значи овие јата од самите риби. Затоа покасно, како што реков, разработувајќи овај принцип, веќе усавршувајќи техниката и технологијата, се дошло до идеја да се почне со откривање на јата со помош на авиони. Први во оваа работа са извршени опите во Советскиот сојуз и негде 1947 година е поставен и посебен програм за оваа цел да се врши што подалеко осматрање на морските површини со цел за откривање на тие рибни јата по пат на авиони. Уверам што подалеко затоа што и ден денеска се уште ограничен е риболовот и во океаните, тој е ограничен на неколку километара на длабочините кај што се отприлike до 100 до 200 метра. На поголемите длабочини практично значи се уште не се отишло. А секако тамо постојат се уште огромни резерви на риба кој што може да служи за исхрана на нараснато човечество кој што е. Најнапред се ишло на негде околу 100 до 200 метра височина. Тука са прилично добри резултати постигнати, меѓутоа што е било? На таа височина шумот од авионот е влијаел на рибите, тие се го осеќавале и се плашиле така да не е могло да се постигне координација помеѓу авионот и бродот доле кој што треба заедно да врши риболовот. Затоа е почнало да се иде на поголеми височини. Покушано е, за да се избегне шумот, покушано е да се воведат осматрања со балони. Новата могуćност преко орбиталните лаборатории да се вршат открива на јатата, секако ќе допринесе да се риболовот како професија, како можност, како можност на да се неисцрпните извори кои што се до сега неискористени, искористат
на поголемите длабочини отколку што се до сега вршени, значи риболовот, тоест на далечини поголеми од обалата на поголеми расстојанија дава поголема, значи така. Професоре, ве молам да влеземе малку во технологијата на ова рибарење со помош на сателити и орбитални лаборатории. Да. Дали од лабораториите се испуштаат зраци кои покажуваат движење на јата риби во морињата и океаните? Јас лично немам такви податоци дека се испуштаат некакви зраци кои што покажуваат кои што треба да ги откриват рибите јата. Меѓутоа има друга една работа, а тоа е дека рибите имат посебни осветлувања. Некои се и флуоресцентни, така да рибните јата како такви, бидејќи се флуоресцентни, они значи во самата вода дават одедна светлина која се рефлексира на водната површина и одозгоре многу полесно да се тие согледат како такви. Во тоа е суштината. Во тоа е суштината, да. Иначе има обиди и по пат на различното обојување, осветување на што различни риби имат различно боја на телото и по бојата, по спектрот на бојата на телото, исто така значи возможно е да се врши откривање на рибните јата. Вештачките сателити и вселенските лаборатории стана фактор за откривање природни феномени кои даваат елементи за попрецизна прогноза на времето. Затоа повеќе другарот Николовски од Хидрометеоролошкиот завод во Скопје. Повелете. Денеска на земјината површина постојат огромен број на приземни метеоролошки станици на кои што се врши секојдневно осматрање на временските елементи. Исто така постојат голем број на вистински метеоролошки станици од кои што се врши сондирање на атмосферата и се дознават климатските елементи, метеоролошките елементи на различни вистински нивои. Меѓутоа, сето тоа не е доволно да се изврши една комплетна анализа на атмосферата на земјата. Заради тоа, денеска се користат повеќе, значи во тек е и користење на сателитската развитокот на сателитската техника, користење на сателитите, заради тоа што тие не само што ќе ни дадат еден поголем број на податоци, него и затоа што со ними може да се вршат и нови квалитативно нови осматрања кои што со класичната техника и со класичните методи на мерење не можеа да се вршат. Така, на пример, со сателитската техника може да се снимат облачните системи, може да се снима развојот на облаците при различни временски ситуации. На пример, еве и на сликите тука што може да се види, тоа е тоа се облаци во циклонално време, може да се види како тие се некако вртложни, потоа може да се види видот на облаците кога имаме граница меѓу две воздушни маси, меѓу ладна, на пример, и топла воздушна маса. Исто така може со сателитите да се израчуна, да се предвиди глобалното билансот на земјиното зрачење. А тоа е неверојатно важно заради тоа што, на пример, ако само 1% топлината што ја оддава земја, што ја прима земјата е само 1% повеќе отколку онаа што ја прима, би дошло дека средната температура на атмосферата ќе се зголеми за 7 степени, а тоа е едно огромно зголемување на температурата, ако се знае дека температурата на атмосферата, на пример, од ледената доба е зголемена само за 7 степени во просек досега. Исто така, со помош на сателитите може да се пронајдува и горната граница на облаците. Може да, ако е сателитот снабден со радар, да се проучува составот на облакот, врнежите, значи ќе може да се прогнозират непогодите. Метеоролошката служба со помош на сателити, вселенски лаборатории и она на земјата ќе ни овозможи во иднина да имаме попрецизни, краткорачни и долгорочни прогнози на времето. Да, тоа е точно дека во иднина, ако се разбира, се користат овие податоците што ќе се добиват од метеоролошките сателити, што досега не е случајот и досега се користат ги користа релативно мал број на национални прогностички служби, ќе може да се зголеми квалитетот, да се подобри квалитетот на прогнозирањето
како на краткорочните, така исто и на долгорочните. На крајот да кажеме нешто повеќе за самите орбитални лаборатории. Првата орбитална станица советските научници ја лансираа во текот на 1971 година. Беше тоа лабораторијата Салют, долга 20 метри, широка 4 метри, тешка 25.000 килограми. Оваа лабораторија 6 месеци престојуваше на орбита околу нашата планета. А сега прикажуваме една нова верзија на советските научници како во иднина ќе се формираат орбитални лаборатории со помош на станицата Салют и неколку вселенски брода од типот Сојуз. Ова е модел на ракетата Сатурн 5. Стручњаците на НАСА го користат третиот степен од ракетата Сатурн 5 во должина од 16 метри и така ќе ја формираат првата орбитална лабораторија Skylab. Таа треба да биде лансирана, а неколку дена потоа со композицијата Аполо треба да полетаат тројца астронаути, меѓу кои ќе има и научен работник. Тие треба да се соединат со лабораторијата Skylab и да престојуваат 28 дена во првата американска небеска лабораторија. Ако се покаже дека човекот може долго да престојува на орбита околу нашата земја, веќе вториот екипаж треба 58 дена да престојува во лабораторијата Skylab. Третиот екипаж, во кој ќе има доктор по геологија, треба исто така 58 дена да се наоѓа на орбита околу земјата. Да го кажем и тоа дека денес со орбиталните лаборатории почнува една нова ера во развојот на космонаутиката. Советскиот космонаут Виталий Севастијанов и нашите научни и стручни работници кажаа многу детали што говорат дека во иднина од космосот повеќе ќе се истражува земјата, што не значи дека вселенските лаборатории од овој вид ќе бидат користени и за изучување на планетите, месечината Марс, Венера, Јупитер и другите небески тела од сончевото семејство. Меѓутоа, дозволете да го кажем и тоа дека откако луѓето ќе се најдат во вселенските лаборатории, тие од височина ќе можат подобро да констатираат дека луѓето на земјата всушност пловат во еден остров